Министер Тевовски, дали имате правени анализи з воведената нова акциза кај дизелот, дали ќе повлече некакви поскапувања? Транспортот, лебот, било какви? Ние бевме многу отворени и транспарентни и веќе на неколку пати го зборувавме тоа. Очекувањата за движење на инфлацијата кои што ги соопшти Министерството за финансии се 1,7% и тие го имаат во себе вградено и ова зголемување на акцизата. Значи, апсолутно не очекуваме да има придвижување на цените, кои што ќе бидат повисоки од ова што е наша проекција. До премиерот Заев, какво очекувате да биде реализацијата на капиталните инвестиции за оваа година 2018? Ангјушев изјави околу 80%. Имајќи во предвид дека 2017 година до 31 мај имаше влада која што очекуваше да замине. Со очекувањата кога ќе се формира токму владата, разликувањето на процесите, навистина процентот на реализација на капиталните инвестиции беше некаде околу 30%, ако не се лажам. 32%. Еве го сега 83,6. Гледате дека новата влада со својата мотивација буквално ги впрегна сите сили за да може оваа значајна ставка од буџетот биде максимално реализирана. Ова се директно пуштени пари во стопанството. Тоа значи дека десетици милиарди денари во последниот квартал се вбризгани пари во домашното стопанство, имајќи ги во предвид празнењето на буџетите и на локалните самоуправи, кои што обично и во декември знаат да ги платат. Тоа значи влегуваме во новата година со подобрена финансиска состојба на нашето домашно стопанство, кое што треба да биде еден ветар во грб. Ако тоа ни дава за надеж дека е возможно, дури и со нова влада, да се постигне процентот 83,6%, ние треба да бидеме задоволни само со се што ќе биде поголемо од тој процент. Знаете дека се вкупните надежи најмногу ги насочиме на директните гринфилд или браунфилд инвестиции. Но веднаш после тоа е процентот на реализација на капиталните инвестиции. Јас се надевам дека во првата половина 2018 година веќе перформансите од заживување на економијата ќе се осетат и од позитивен аспект во буџетот, за да можеме да одиме уште поамбициозно дури од она што е сега проектирано во буџетот, но секако тоа зависи од неколку други услови. Дали има проекти главни за реализација, пред се зборувам за изградба на канализации, водоводи, училишта, детски градинки, болници, патишта, автопати, експресни патишта или слично. Сето тоа за нас значи вбризгување на колку што е можно повеќе пари во домашното стопанство. Значаен елемент е и повратокот на ДДВ. Сакам да го објаснам во тој дел, заради тоа што огромно е подобрувањето на враќањето на ДДВ-то кон компаниите. Ја завршивме годината со 72% на реализација на повратокот на ДДВ од она што значи доспевање во рок од 30 дена. Ако го направиме пресекот на 33 дена, 85% е повратокот на ДДВ. Останатиот дел е делот каде што мора да биде исконтролиран од страна на управата за приходи. Знаете дека еден дел од фирмите, без по случаен примерок, треба да бидат исконтролирани пред да им се врати ДДВ-то. Тоа е составен дел и на законот и на работата на управа за јавни приходи, но се надеваме дека перформансите на контролата во иднина ќе бидат уште поефикасни, за да можеме буквално да дојдеме до уште поголема максимализација на враќањето на ДДВ во рок од 30 дена. Генерално, Министерството за финансии после долги години е само нем наблюдувач. Трезорот е тој кој што буквално ги пушта парите. Се надеваме дека целокупниот административен перформанс ќе биде уште позајакнат во функција на човечката капацитетност, на инспекцијските служби и на времето потребно за да се исконтролира тоа што значи барање за повраток на ДДВ. Тие се за нас исто пари пуштени во стопанството. Надевајќи се дека навистина ќе имаме пред се квалитетни проекти, брзо комплетирани, брзо спроведени јавни процедури, транспарентноста ако ја зголемиме, 2018 година навистина може да биде одлична година за перформансот на реализација на капиталниот дел на буџетот, кој што е многу значаен за севкупниот развој и раст на македонската економија. Прашање, значи може и до двајцата кој сака да одговори, кога сме веќе кај инспекциите, нели пазарната инспекција се уште нема директор, меѓутоа независно тоа,
последниве 15 на денот минатата година се забележи барем за кафеаниве во Скопје дека не издаваат фискални сметки, исто така не се почитуваше ниту законот против пушење. Како да речеме ќе зголемите финансиската дисциплина и во собирање на даноците и во оној дел на почитување на законот за против пушење? Значи, ние имаме дадено цврсто упатство кон УЈП, практично се што значи остварување, односно борба против евазијата да се остварува. Во моментов и претходните месеци работевме на подобрување на капацитетот на УЈП, но ќе продолжиме силен притисок да правиме подобрување и на човечките капацитети, IT, за да имаме добра наплата на приходите и практично борба против евазија на даноците. Само да додадам во овој дел, знаете дека работиме на законските решенија кои што ќе значат укинување на пломбирањето на објектите. Ние не се согласуваме со таа мерка, мислиме дека и државата губи, вработените губат, а и газдите на објектите губат. Секако паралелно со тоа ќе направиме и прогресивно или праведно казнување. Не може сите фирми да бидат исто казнети. Работиме на легислативата или законодавството во тој правец. Веќе еден дел од контролите кои што се случија пред новогодишните празници беа во функција на опомена. Значи голем дел од инспекторите посетија, дали е Управа за приходи, пазарниот, трудовиот инспекторат и другите инспекторати во државата, има и превентивна улога. Буквално разговарајќи со управителите на објектите, укажувајќи им дека еве ова е незаконско ако продолжите да го работите, односно на таа и таа маса се пуши цигари. И тоа не е дозволиво. Се знае каде е дозволиво пушењето на цигари. Или ве молиме, внимавајте. Фискална сметка мора да се издаде за се. И отидоа во една превентивна контрола, а знаете дека беа испорачени и доста казни. Данокот во Република Македонија мора да се плаќа. Јас и денеска сум овде во финансии за да им објаснам на граѓаните на вистина дека правиме максимум да парите ги вратиме назад кон граѓаните со се што можеме. Ако на вистина ги плаќаме давачките, ако на вистина работиме честно, успееме во борбата против корупцијата, ако транспарентно ги водиме постапките, генерално државата е како едно семејство, како една фирма, а тоа значи да ги рационализираме трошењата, а тоа преку транспарентност можеме да го направиме. Има огромни резервоари каде може да се заштедат големи пари, кои што може да се искористат за решавање на сериозни проблеми на граѓаните, но истовремено процентот на наплатата која што треба да биде зголемен заради отклонување на таа евазија која што постои и до ден денеска во Република Македонија ќе значи уште поголема капацитетност на државата да враќа назад кон граѓаните и кон стопанството. Во суштина, тука сме насочени и се надеваме дека ќе успееме, ќе бидеме транспарентни, граѓаните ќе знаат секогаш каде се трошат нивните пари, ќе се трудиме максимално да ги намалиме непродуктивните трошоци. Ако видите во она, што се надевам на крајот ќе добиете и одреден материјал, ако е возможно од Министерство за финансии, најголем пат на расходниот дел на буџетот се во стоки и услуги. И само тука имаме минус, генерално. Сето друго, капиталните расходи, друго, имаме раст. Тоа значи дека уште во првите 6 месеци има големи напори владата да намали се што е возможно од непродуктивните расходи. Постојат огромни резервари во здравство, резервари во образование, кое што и текако преку честно работење ќе може да бидат обезбедени. Уште еднаш апелирам до сите државни институции кои што се под извршната власт, министерствата и сите јавни предпријатија, акционерски друштва, агенции, дека секој договор кој што ќе биде спроведен по пат на јавна набавка, пред неговата реализација мора да биде транспарентно објавен на веб страната. Да се види која е фирмата, по која цена го добила тендерот, кој е газдата на фирмата, да се направи паралела од страна на граѓаните, сето тоа ќе обезбеди на вистина заштеда на одредени средства, а ја користам приликата да дадам препорака и до другите власти, како што е правосудната или локалната самоуправа, истовремено да го следат овој тренд, заради тоа што покажал резултати како што е една Словачка, дека и текако се вкупните цени на одредени јавни работи, кои што државата ги добива по пат на тендери, паднале во просек. Тоа значи ќе обезбедиме дополнителни пари за да го поддржиме растот и развојот во Република Македонија.
Јас имам прашање до премиерот. Премиере, има информација од владата дека се работи на едно законско решение во делот на извршувањето. А дали во делот на извршувањето кај извршителите на платата на долгови? Сакам да ве прашам дали тоа законско решение предвидува директна врска меѓу должникот и доверителот и дали постои можност да се издвои реалниот долг од нереалниот долг, бидејќи баш тој нереален долг или виртуелен долг, како што го нарекуваат, создава сериозни проблеми на една огромна група граѓани, би рекла неколку стотина илјади во Македонија, кои во очај и во обид да ги исплатат тие долгови, некогаш запаѓаат во сериозни финансиски дубиози и не можат да испливаат на површина. Благодарам, многу важно прашање. Преокупирани сме и значителен квалитетен дел од времето посветуваме на ова, заради тоа што сите податоци, а и во пракса тоа се чувствува дека сиромашните запаѓаат во уште поголема сиромаштија, заради накалемените трошоци на неплатените сметки. Зборуваме за трошоците кои што значат камати, затезни камати, судски трошоци, извршителски трошоци и сето оно друго што го прави структурата на трошок дадена како сметка од извршител. Ако е сметката 2000 денари неплатена, таа може да достигне до 12.000 денари трошок. Токму во тој пат, во тој правец, Министерот за правда, заедно со коморите, извршителската, стопанската комора, комората на нотарите, комората на адвокатите, Сдруженијето на потрошувачите и многу други засегнати страни, го барат најизвестното решение. Еден дел од тоа решение е секако медијацијата, за која што прашавте, помеѓу доверител и должник, и верувам дека ќе се најде начин како да се вгради алатка која што ќе ги анулира сите оние трошоци кои што го калемат буквално долгот на должникот, а тоа се граѓаните. Знаете, најсиромашните граѓани тоа ги засега. Богатите обично ги плаќаат своите сметки, не дозволуваат да дојдат до извршение или до извршители, и тука државата, ако сака да го покаже својот социјален аспект, треба да ги најде вредните алатки. Затоа е отворена таа дебата, да се изнајдат максимално начини како навистина ќе се растеретат од бремето на накалемените трошоци кои што еден должников или должник кој што е под извршна постапка би ги скратил и би ги намалил, а со тоа ќе отклони можноста за зголемување на сиромаштијата кај граѓаните. Секако, тука го отворивме аспектот и на провизијата која што извршителите ја наплаќаат. Знаете дека податоците покажуваат зголемени добивки. Ние сакаме да ги слушнеме извршителите во делот на нивната структура на наплатата која се наплатува од одреден должник, но дефинитивно сите постоиме заради граѓаните. Целта на државата, без разлика дали е директно преку институциите или преку пренесените овластувања, извршителите работат на овластување од државата, нотарите работат на извршување од државата. Сите заедно треба да знаеме дека постоиме заради граѓаните. И од тој аспект очекувам максимална кооперативност на сите, за да навистина потврдиме дека постоиме заради граѓаните. Ке може само, извини, на микрофон? Да, временска дистанца кога владата би го предложила тоа ново законско решение во парламентот? Знам дека јавната дебата тече. Министерот за правда ме информираше некаде на крајот на претходната година дека планира да одржи таа јавна дебата, односно да свика дебата по повод овие законски решенија, каде што буквално ќе ги слушне сите страни, да отвориме и пред јавноста, да ги слушнеме коментарите на јавноста и веднаш после да почнеме во регуларна, нормална постапка, каде што и дополнително ќе се искористи парламентарната дискусија по законските решенија, директно како представници на граѓаните, за да дојдеме до максимални добри решенија. Јануари ќе биде период на јавна дебата по овие законски решенија. Премиерот, непосредно пред Нова година имавте средба со стопанствениците од зоната во Визбегово. Ме интересира, мислам дека се договоривте со општините за измена на деталните урбанистички планови. Ќе можат ли да почнат градежните работи барем до крајот на годината, барем на оној дел што се на оној дел од клучката за влезот во зоната во Визбегово до раскрсницата со Словенечка, и колку тоа би чинело и од каде би се обезбедиле средства? Добро, еден дел од општините ќе добијат поддршка во делот на изработката на деталните урбанистички планови. Голем дел од проблемите се решавале со ЛУПД, локална урбанистичка планска документација, ад хок, една парцела, едно решение, кое што на крајот со текот на времето
не можете како да ги споите заради тоа што секој се водел од својот интерес на самата парцела и никој не внимавал на доволно пристапност за улици, за водоводи, за канализација или слично. Сега веќе договоривме дека мораме да го затвориме тоа со детални урбанистички планови. Еден дел од тие планови се под општина Чучар-Сандево и тоа на од клучката на обиколницата према Визбегово. Другиот дел е најголем дел Бутел. Многу мал дел останува општина Карпош. Мораме да ги сфинансираме плановите заради тоа што исправно и искрено и честно е согласно план да се гради. Не можете да градите ниту водовод, ниту канализација ако немате детален урбанистички план согласно кој ќе дадете одобрение за градба на водовод или канализација. Не можете да ја развивате дури ни патната мрежа ако немате детален план. Затоа општина Бутел веќе достави до мене како премиер вкупната хектаража која што треба да ја урбанизират. Од општина Чучар-Сандево ја имаме, тие се некаде околу 200 хектари површина. Веднаш ќе ги обезбедиме средствата за да продолжи постапката на донесувањето на деталните планови согласно кој ќе даваме одобрение за градби. Јас се надевам дека веќе летото ќе може да бидат дадени и првите одобренија за градби, заради тоа што на вистина во Скопје растот на стопанството и развојот во новите инвестиции токму во тој дел. Веројатно е најатрактивен за бизнисмените. Го решивме и делот на автопатското поврзување Скопје-Блаце и знаете дека автопатот се проектира до клучката. Другиот дел е веќе урбана јадрен на градот, каде што се предвидува одредено булеварско решение со возможени пристапи на секаде по зоната лево и десно. Убедени сме дека ако се држиме сите до своите обврски, тоа значи владата преку Министерство за транспорт и врски, градот Скопје и општините Бутел, Чучар-Сандево и општината Карпош, верувам дека многу брзо ќе излеземе со комплетни решенија за стопанствениците во зоната Визбегово, но и ќе дадеме сериозна можност за развој на новите инвестиции во тие зони. По делот кај капиталните инвестиции проектирани се некаде околу 30... Само извинете, до кого е прашањето? Еве до премиерот. Предвидени се 35 милиони евра за гасификација, односно за изградба на национален гасоводен систем. Гасификацијата е нешто што долги години очекуваме сите. Кога може да се надеваме дека ќе добиеме во домаќинствата газ? Некоја проекција е за наредниве години? Ние Струмичани добивме, вие Скопјани се надевам дека брзо ќе добиете и е возможно барем еден голем дел заради тоа што до Скопје има цевка. Таа е цевката која што доаѓа од Бугарија преку Крива Паланка, Куманово и овде. И нејзиниот процент на искористеност е меѓу 15 и 25%. Значи има огромен резервоар и капацитет и најповеќе зависи дали ќе се развие гасоводна мрежа во градот. Ги мотивирав лично на сите овие средби, сите градоначалници да почнат со изготвување на проектните документации. Мене ми е драго што некои општини веќе имат проектни документации. Имат основни проекти, физибилити студии, или имат веќе главни проекти, или се во изработка на главните проекти. Гасификацијата може во Македонија веќе да се развива. Националниот гасовод продолжува и тие огромни милиони евра се да го доразвиеме националниот гасовод на територијата на цела Македонија, но колку побрзо општините ќе се гасифицират зависи од главните проекти што треба да ги имат во нивните матични општини. Овозможено е, согласно новиот закон за енергетика, кој што е на јавна дебата, општините сами да инвестираат, да барат јавни приватни партнерства или да барат 100% инвеститори. Останато е комплетно на нив. За нас е важно да почнат со инвестиции. За да почнат со инвестиции мора да имат главни проекти. Јас сум убеден дека 2018 година Скопје ќе може веќе да пушти цевки до одредени делови на градот, заради тоа што има главна гасоводна мрежа. Голем дел од општините од северозапад, североисточна Македонија можат и како да развиваат гасовод. Едно е заради постојниот гасовод, второ е заради тоа што делницата према Клечовце и Штипе е изградена. Знаете дека се во план градбата на делницата према Прилеп и Битола, како што и преку Скопје до Тетово и Гостивар. И продолжуваме. Секаде каде што има цевка, може пополека да се развиваат планските документации, главните проекти за гасификација. Ова е многу важно за од еколошки аспект, но многу е важно и од економски аспект. Граѓаните ќе можат да имат веќе нова опција, дали да се приклучат на газ за грејење, стопанството исто така, а замената на нафтата, на електричната енергија, на мазутот и како е многу економски поисплатлива со природен газ
кој што во многу блиска иднина ќе биде на располагање за сите во Македонија. Премиер Заев, уште едно прашање за вас. Како поминавте во Солун со Бутарис и какви ви се очекувањата за името во 2018-та? Еве последното интервју на Ципрас вели дека оптимист за прашањето, но во надворешната политика потребни се повеќе дела, помалку реторика. И јас, како и вас, сум само обичен граѓанин кој што и текако има одредени резерви по сите прашања, така и по ова, но едно знам, дека оптимизмот кој што го имаме, пријателството кој што го создаваме, ќе ни биде само од полза. Односно, ќе овозможи подобри околности да се влезе во клинч и конечно да се изнајде решение на овој проблем кој што Грција го има со нашето уставно име. Јас сум среќен што навистина создадената пријателска атмосфера ги создава тие предуслови за да се влезе суштински. Нашата страна, Република Македонија, е решена во првото полугодие суштествено, вистински да навлезе во решавањето на проблемот со името кој што Грција го има, со нашето уставно име. И јас сум убеден дека е можно да се најде решение. Секако за тоа е потребна подготвеност и на другата страна. Мене ми е драго што и од таа страна постои оптимизам. Реално ме водеше чувството да бидам гостин во Солун на дочекот на новата година, за да испратам позитивни пораки до граѓаните на Грција, да знаат дека ние сме пријатели, дека ние сме политичари кои што сакаме да ги отвориме затворените порти за граѓаните и нивната соработка, дека сме навистина едноставни луѓе и дека немаме предрасуди. Во тој дел верувам дека ја подобрувам се вкупната клима на решавање на прашањето. Мене ми е драго што на 2 пати министерот за надворешни работи се јави додека бе во Грција, се јави и премиерот Ципрас. Позитивно разговаравме, сето тоа е само дополнителна конфирмација или потврда дека постојат известни шанси да се изнајде решение на овој суштествен или чувствителен проблем кој што постои за двете земји. Јас верувам дека не им е лесно и на грчката страна. Мораме да водиме грижа и ние политичарите од Македонија за грчките политичари. Тие мора да водат грижа за нас. Само преку една ваков пријателски однос е возможно да се најде решение. Дефинитивно 2018 година може да биде одлична година за Република Македонија, заради тоа што можеме да добиеме датум за отпочнување на предпристапните преговори со Европската унија, но можеме и да ја добиеме поканата од НАТО за полноправно членство во НАТО. Тоа знаете дека меѓу другото ја заокружува и темата на денешната пресконференција, тоа е економијата. Со тоа и економијата дефинитивно ќе добие силен ветар во грб за да оди напред, а тоа ќе значи поквалитетен економски живот за сите граѓани во нашата земја. Ви благодарам и на прашањето, а има уште едно. Министерот Тевдовски едно прашање околу капиталните инвестиции. Ако не се лажам, заклучно со ноември околу 60% беше реализацијата на капиталните инвестиции. Што е причината, односно како е возможено во декември последниот месец од годината практично за над 20% да порасне реализацијата на капиталните инвестиции? Значи, прво, Министерството за финанси постојано правеше притисок до сите ливински министерства да ја подобруваат реализацијата на капиталните инвестиции. Добар дел од министерствата се соочува и со проблеми на проектни документации. Голем дел од нив успешно ја завршија работата, значи ја подобрија реализацијата. Второ нешто, веќе и премиерот кажа за подобрување на реализацијата, многу значеше и онаа одлука за пренамена која помина во собранието, каде што дел од оние наталожени обврски од минатата власт беа исплатени. Например, една од позначајните ставки беше за филхармонијата, онаа помпезна, отворена. Филхармонија не беше платена, сега исплатена како капитални инвестиции и секако многу придонесува за успешната реализација, успешната работа на CFCD секторот, практично контрактирање на оние ИПА средства, ИПА програми. Луѓето напорно работеа изминативе месеци и успеа процентот на реализација на овие фондови да биде многу висок. Ева да кажеме податокот, и тој податок го испуштивме веројатно. Ја завршивме годината 2017 со 96% реализација на ИПА. Освен, тоа спаѓаат сите пари од ИПА, односно од европската помош, освен ИПАРДот.
ИПАРДот беше многу ниско проектиран и неговата реализација 90%, но беше ниско проектиран. Се работи од страна на Министерството за земјоделие, финансии и Европската делегација овде за да ги зголемиме перформансите на домашните капацитети за реализацијата на ИПАРД, но целото тоа кажува дека до крајот на годината е успешно имплементирана, односно платена огромен дел од ИПА компонентите, а тоа значи веројатно се платени прочитателните станици голем дел, тоа што е реализирано во Кичево, во Радовиш, во Струмица, платен е голем дел од автопатот Гевгелија Смоквица, платени се еден куп други проекти крос-бордер што постојат помеѓу сите општини. Тоа е некаде бројка од преку 28 милиони денари. На памет зборувам за податоците, мислам дека ги погодувам, ќе има сигурно и детали околу оваа работа, но ова сакав да го соопштам за да охрабрам сите луѓе кои што работат во реализација на европските пари во Македонија. Тоа се пред се грантови. Дека е вредно тоа што го работат, сакаме да ги зголемиме капацитетите таму, заради тоа што тие пари директно се вбризгуваат во нашето стопанство, решаваат крупни капитални проблеми на граѓаните и верувам дека самиот процент на реализација од 96% сам по себе кажува дека е зголемена и капацитетноста на имплементацијата на европските пари во Македонија.